Имајте си убав и среќен ден, драги гледачи! Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски заедно со нашата екипа на Алфа телевизија и персоналот на комплексот Етно село Тимчевски. И понатаму, испраќајте ни ги вашите фотографии од нашите емисии, од заедничките емисии, ке си ги споделуваме рецептите и воедно ви благодарам за преубавите коментари што ни ги испраќате понекогаш кога имате некоја замерка, ние сето тоа веднаш го поправаме. За денешната емисија одлучив да ви направам една тава што ме потсети на мојот покоен татко Цветан. На времето знаеше кога вака ќе дојде пролет и викаше: вика, ребренца, колку убави ребренца, вика, ама тогаш не можело и секогаш се немало скара дома, па да ги пуштиш ребренцата на скара. Вика, јас ке ви направам една тава, многу здрава, многу убава, ѓувеч со ребра. А за мерак, тоа е тава полна со здравје. Значи, се што постои зеленчук на пазарот, немаме ништо претходно пржење, печење, динстање и така натаму, туку се сечка, се става во една тава, се измешува, се става во земјена тава и реброто, и додека можете да го ставите да се пече на тивко, да се крчка на 150, 3 до 4 часа, вие можете да излезете, да си завршите работа, да се вратите назад. Сега, за оваа ѓувеч тава со ребра, нас ке ни биде потребно од 500 до 700 грама ребра, во зависност колку луѓе имате во семејството и за колку луѓе ќе ја подготвувате тавата. Понатаму, една тиквичка, еден модар патлиџан, 2 пиперки, можете и лути, можете и благи, 2 црвени патлиџани изрендани или насечкани како сакате, 2 моркова, понатаму ќе ни треба едно лукче, лукчињата нема да бидат сечкани, туку ќе бидат цели, така ќе ги ставите во тавата, една цела главица кромит, Макдонос една цела китка, ќе ни треба половина литар бело вино, 1,5 децилитар масло, од зачини ќе ни треба бибер, ќе ни треба триена сол, малку црвен пипер, мешан сув зеленчук и малку сол. Сега, да се фатиме за работа. Значи, само ќе го излупите модриот патлиџан. Тиквичката ќе си остане со се лушпа, така ќе ја пресечете за да се препознава во тавата. Подгответе си една голема земјена тава за да има и сок во ѓувечот, да остане течност, пошто оваа тава, колку и да се пече, ќе треба да се внимава да има малку течност. И на крајот ќе направиме прелив од бело вино, масло, сенф и патлиџан. И со тоа ќе го прелиеме ѓувечот. Леле, тоа знаете ли што? Тоа има да биде толку вкусно и толку убаво, тава полна со здравје, така ја нарекувам, а има да си мацкате и спремете си една векна леп. Ето така. Сега ќе го насечкам и патлиџанот. И ќе си пушти секој зеленчук од својот сопствен сок и кога ќе се помешаат сите тие сокови. Леле, мајко, каква тава излегува. Значи, ѓувеч кој што претходно ништо не пржите. Значи, здрава работа. А и реброто на еден малку поинаков начин. Јас ќе направам 2 тави, една за во емисија и една за персоналот и за нас, да имаме сите заедно да си ручаме. И затоа ќе ги поделам и патлиџанот и тиквичката и се што имам, ќе ги поделам.
Еве и модриот патлиџан е готов. Така. Ке ги ставам лукчињата, значи од цел еден лук. Ова барам многу лук да има. Морковчето на половина. Директно. Така. Колку ги сакам овие пролетни тави. Но комбинацијата е навистина прекрасна, од преливот си го прави своето. И со толку многу зеленчук, значи можете да не јадете цела една фамилија. Нека се и покрупни пиперките. Ова толку часа ќе се крчка, да се ќе се стопи. Сега ќе го излупам кромидот, сега него вака на покрупни парчиња. Еви кромидот сега ќе го ставам. Колку убав избор на бои. Палета на бои, пролетни бои. Ќе го ставам макдоносот. Сега и доматот, а другиот домат, едниот домат ќе оди во сајрето, а едниот домат во преливот, тој што е изрендан. Ово е претходно добро измиен. Овој на коцки ќе го ставам. Оваа тава, секогаш кога сум ја јадела, ме потсетуваше на времето, кога се одеше на годишен одмор. Семејството многу детно со деца и така натаму, секогаш правеа вакви тави и ги носеа во фурните, во местото каде што одеа на одмор. И секогаш баш на ваков начин ги правеа тие тави и се чекаше на ред да се земе тавата која ќе биде готова. Ете така, сега ќе ставам малку сол. Ќе ставам малку бибер. Еден прстоват бибер. Ќе ставам сега триена сол, ченкарна, ноктец и чубрика. Како замириса, леле, како замириса. А сега ќе ставам и црвен пипер. Како велат, немој да бидеш црвен пипер во секоја работа, во секоја манџа. Ете така, една лажичка. Мешан сув зеленчук, малку само. Знаеме дека кога и да правиме било каква манџа, боранија, грашак, компир манџа, пасарма и што да е, секогаш си сака да си ставиме од тие зачини повеќе. И мешан сув зеленчук. Сега ќе го направам, значи преливот. Ова ќе го тргнам настрана за следната тава, затоа што ќе дојдат малку подоцна, па да не им се излади и посебно ќе ја печеме. Значи вака, ставам масло, ви реков 1,5 децилитар масло. И ќе го ставам сенфот внатре, ренданиот патлиџан. Еве, нека ни и тоа подготвено. Така. Ја зимам сега тавата во која што сето ова ќе го печам.
Убаво да измешам. Сега ќе го земам реброто. Не го солиме ништо заради тоа што се има во преливот и во зеленчукот. Тоа е претходно добро измиено, само го заштитивме. Ете така. Си го ставам вака во тавата. И сега да го постелам вака. Ете така, супер. И сега ќе го наредам зеленчукот врз реброто. Се си влезе таман во тавата и нека не ве буни што ќе биде таа преполна за почеток, веднаш ќе си спадне надоле се и сега ќе го ставам преливот. Многу е важно, можете да ги имате сите овие состојки, зеленчуци и така натаму, меѓутоа еден мастрав да ви зафали или преливот да не го направите, никогаш нема да ви биде толку вкусна тавата. Затоа велат и зеленчук, а тави милион, рецепти милион. Значи, се се зависи од начинот на приготвување, од состојките како ќе ги поврзете. Еве се ова све ставам тука. Така. И обавезно ќе ја покриете тавата. Ќе ја покриете, ако нема капак, ќе ставите фолија и ќе ја ставите прво на најсилно, на 250 да почне да крчка. Штом слушнете, кога ќе отворите редната дека почнува да крчка, ќе намалите на 180 и оставете тавата ич, не му ја мислите и не се грижете. Можете дури и кај комшивката кафе да пиете и подолго да се задржите, таа ќе си крчка на тивко. Ете, драги мои, ѓувечот со ребро е готово. Едва ќе чекаме да се испече и да пробаме. Драги мои, така убаво мириса овој ѓувеч со ребренца. За мерак. Па знаете колку убаво си се издинста. Гледајте како лакиран, види го. Па чади уште топличко. И како што ви реков, еве го ребренцето. Така. Мераци. Леле, убаво. Колку ми е убава чинијата, богата. Убаво ќе се најадеме сега сите. Само да пробам. Еве право и на лукче најдов. Не можам да ви кажам колку убаво. Месото, еве гледајте, си се распаѓа. Си излезе коската. Велат, реброто си се јаде со раце. И навистина преубаво.
А зеленчукот, како му дал некој специјален убав мирис на реброто. А реброто на зеленчукот и сите салтанати што ги ставивме внатре. Направете го оваа тава, направете, уживајте во вкусот и, драги мои, знаете како велат? Никој не може да ти накалеми толку многу маки и товари на плеките, како што може човек сам на себе да си натовари. И жива вистина е, толку многу пати сум се нашла во таква ситуација. Ве поздравувам, драги мои, уживајте во денешниот ден. Еве ви убав предлог за мерак едно македонско убаво тавиче си направите. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. До видување!